Почитувани наши слушатели, 15 часот и 5 минути, како што најавивме на гости во студиото на Радио Бум, ние и носителот на листата од изборната единица број 2 од коалицијата СДСМ и Можеме, господинот Оливер Спасовски. Господине Спасовски, добри ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Благодарам, поздрав до вас, поздрав до слушателите на Радио Бум. На почетокот сакам од моје лично име да ви го честитам роденденот на Радио Бум, да ви посакам уште многу јубилеи, уште многу долги години да обстојувате, да не информирате како граѓани на Куманово, да споделувате се она што е добро, да не информирате за секој еден предизвик пред кој што обстојуваме, пред кој што стоевме, и така да сметам дека Радио Бум допринесе како едно освежување во изминатите години на планот на информирањето, и сметам дека навистина заслужувате и поддршка и респект за оно што го правите за граѓаните. Ви благодарам од срце, се трудиме и ќе се трудиме да бидеме и уште подобри и секогаш во служба на граѓаните. Господине Спасовски, денеска сме последен ден од изборната кампања за предвремените парламентарни избори. Кампањата се водеше и се уште се води под протоколите кои ги наложи Комисијата за здравство за заштита од COVID-19. Како кај вас политичарите помина изборната кампања? Имаш ли доволно време да се видите со граѓаните, вашите потенцијални гласачи, и да ја представите програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Можеме? Многу време посветивме во однос на заштитата на здравието и на животот на граѓаните, и тоа беше основниот мотив кој што сите нас и во владата, меѓутоа и во партијата и во коалицијата не водеше да сите настани, се што организираме, секоја средба со граѓаните да ја направиме врз основа на тие протоколи. Ние како коалиција Можеме си воспоставиме собствени протоколи за тоа какви би биле собирите, колку луѓе треба да присуствуваат ако се внатре, 30, ако се надвор до 50, сега се зголеми тој број на 100, меѓутоа најважно е дека секој еден собир што го организираше коалицијата Можеме во целата држава беше исклучиво по протоколите, сите носеа заштитна опрема, имаше средства за дезинфекција, имавме доволна дистанца, растојание. Секако дека одржавме и многу мали средби, повеќе, но помали средби. Организираме средби во мала со луѓето, разговаравме во дворови на одредени луѓе со нивните соседи. Секако дека ова е една нова кампања, би рекол кампања која што ќе ја паметиме заради оваа здравствена криза, меѓутоа беше симпатична кампања. Мислам дека на ваков начин пристапивме до многу групи, до помали групи, можевме да си поразговараме искрено за тоа. Поблиску до луѓето. Да си поразговараме искрено за тоа кои се проблемите на луѓето, да ни кажат што е добро што сме работеле во изминатите 3 години, што е тоа што треба да го направиме во наредните години и зашто треба да земеме обврска пред сите нив. Секако дека навистина граѓаните ценеа тоа што ги почитуваме протоколите и тоа што сите се залагаме за заштита на здравието. Така да, јас и од тука сакам да апелирам до секој еден граѓанин на Куманово, до секој еден граѓанин на нашата Македонија, да ги почитуваме мерките, да одржуваме дистанца, да имаме заштитна опрема и да си помогнеме сите заедно во пресекување на патиштата на ширењето на COVID-19. Сите мерки кои што ги носи владата, сите институции што се борат со COVID-19, тие работат деноноќно за да успееме и да ја надминеме оваа криза, и тоа секако дека граѓаните се најважниот елемент во успешната битка. Сакам да се заблагодарам на сите граѓани на Куманово и на Македонија за тоа што ги почитуваа мерките до сега и за тоа што сите заедно допринесуваме да имаме стабилна ситуација или да ја држиме таа ситуација под контрола. Како и да е, еве денеска е последен ден од оваа изборна кампања, направивме се да се представиме електронски, да тоа го направиме преку медиумите, дали е телевизија, дали е радио, ги користиме социјалните медиуми, доставивме материјал изборен до секоја една
фамилија, до секоја една куќа, стан и така натаму, и тоа без да имаме контакт со граѓаните. Разговаравме со граѓаните и телефонски. Многу од граѓаните разговарав лично и јас телефонски по случаен избор, за да се представиме, да ја побараме довербата и се покажа дека можеме да се организираме добро за да ги представиме нашите програми. Па сега да видиме, може би во наредниот период оваа кампања ќе ни биде, би рекол, некаква основа за тоа дека не е потребно секојаш да правите и многу големи кампањи, скапи кампањи, со големи митинзи, со големи собири. Да, тие големи собири даваат некоја енергија поголема, има психолошко влијание и така натаму. Меѓутоа, ваквиот начин може ќе не покаже дека можеме и преку една ваква поскромна, но многу поприземна кампања и блиска до продуктивна, може би, да биде и по-продуктивна во наредниот период. Кажавте дека сте направиле и лични средби со повеќе луѓе, што може би не било пракса порано. Какво е расположението кај граѓаните? Какви се нивните барања од вас на средбите кои што ги имавте? Јас направив многу средби во мојата изборна единица, 2 таму каде што сум на изборната листа во сите 10 општини, тргнувајќи од Старо Ногоричане, Куманово, Липково, Арачиново, Газибаба, Чучер Сандево, Бутел, Чаир, Ѓорче Петров, Шуторизари, и разговарав со многу наши сограѓани. Разговарав за тоа што сме работеле до сега, разговаравме за тоа што треба да направиме во иднина, бев на неколку средби и во некои други градови во државата. Генерално, граѓаните прво што потенцираат дека се задоволни и ценат слободата која што имаме сега. И дека е надминато тоа време на режимот на Груевски, не мора да помане, кога имаше премногу закани, кога имаше премногу уцени, притисок врз граѓаните, притисок врз медиумите. Не можеме слободно да говориме. И знаете, слободата е многу важна за целокупниот општествен развој. Слободата е и правда, слободата е и градбана инфраструктура, слободата е и социјална држава, слободата е развој на економијата. Ако сте слободен, можете да развивате поинако општество. Граѓаните се задоволни од тоа што е направено во изминатиот период, се задоволни со тоа што успеавме после 30 години да ги оствариме нашите стратешки национални интереси, да станеме држава членка на НАТО. Многу од граѓаните ми потенцира кој ќе разбереше дека во 2016 година на изборите рушиме режим, се враќаме во слобода и само за 3 години од формирањето на владата да имаме нашата земја, Северна Македонија, како 30-та членка на НАТО. Тоа е многу важна придобивка и без таа придобивка, членството во НАТО и отворањето на преговорите со Европската Унија, ние ќе немавме можности, ќе немаме основа за да исчекориме напред кон постигнување на сите други цели и остварување на сите потреби кои што стојат пред нас. Имавме среќа и да завршиме успешно со предвидените реформи, да ги отвориме преговорите за членство со Европската Унија. Таквата одлука се донесе на 26 март оваа година. Јас сум премногу горд што ја водев владата во овие месеци, што најдобрите работи ни се случуваа во овој мој мандат. Значи и членството во НАТО и во Европската Унија. Секако дека огромна заслуга има председателот Зоран Заев, владата кој што тој ја предводеше во изминатиот период, поддршката која што ја даваше и на оваа влада. Сите заедно и заедно со граѓаните успеавме да ги оствариме овие национални интереси. Вториот елемент кој што го потенцираат граѓаните при средбата е тоа дека навистина почувствувале одредени промени на економски план. Зголемувањето на минималната плата, решението на проблемот на стечајните работници, враќањето на ефтината тарифа на електричната енергија, укинувањето на радиодифузната такса, од образованието го оценуваат позитивно укинувањето на екстерното тестирање, градба на детски градинки, 44 имам израдено за овие 2,5 години, 30 болници реконструирани, изградивме нови ургентни центри овде во Куманово, што сакам да го потенцирам.
прв пат да имаме ургентен центар, вложивме околу 900.000 евра. Исто таков центар се изгради во Прилеп. 33 години болница започната во Струмица, сега ја завршивме. Така да, многу спортски училишни сали направивме. 3 од тие направивме во општина Куманово. Сето тоа луѓето го ценат и го валоризираат. Тоа создава кредибилитет за секој од нас. И тоа кредибилитетот не значи еднаш дадена подршка за секогаш. Кредибилитетот значи да ви веруваат дека треба да дадете и нови предлози, да имате понуда со нови проекти и понатаму и тие да ги реализирате. И тоа се двете клучни придобивки од остварувањето на овие резултати кои што ги имавме за време на владењето од овие 2,5 години. Факт е дека граѓаните посакуваат повеќе правда и тоа мора да посветиме повеќе внимание во наредните 4 години. Сето тоа да биде многу повидливо, почувствително. Сега имаме направено многу во делот на правдата, многу имаме направено во основите за тоа како треба да имаме независно судство и обвинителство, меѓутоа сепак граѓаните посакуваат правда, посакуваат криминалците да одат во затвор, криминалците да одговараат за тоа што го прават, и тие се барањата кои што најчесто ги слушаме, меѓутоа барања секако да продолжиме со јакнење на работничките права, да ја зголемуваме минималната плата, да остваруваме други проекти кои што ги имаме, се основните во овие средби со граѓаните. Токму тоа сакам и да ве прашам. Вашиот слоган за изборите е "Можеме". Дали можете да ги остварите сите проекти кои ги имате во програмата доколку победите на изборите? Изборот на слоганот се базира на она што ние практично направивме во изминатите 3 години. Ние имавме, реков, држава во режим, или како што ја нарекуваа во Европската Унија, држава заробена. И сите ние знаеме што се случуваше во тој период. И сега не сакам повторно да се враќам назад и да повторувам. Скандалот со прислушувањето ќе го напоменам. Па ние само на 27 април, значи на месец дена до формирањето на новата влада, имавме напад на собранието во кој што сакаа да ги убијат пратениците. Јас бев еден од тие. Ние бевме практично подготвени да го жртвуваме животот само за да имаме слобода и да еднаш за секојаш заврши тој режим. Второ, покажавме дека можеме да носиме одлуки кои што се храбри, кои што се тешки, кои што се важни за напредокот на оваа држава. Покажаме дека можеме да ги оствариме стратешките национални интереси кои што 30 години не беа остварени, а тоа е членството во НАТО, и денеска Македонија е рамноправен член во НАТО, во најголемиот политички воен сојуз. Денеска не седиме пред вратата на НАТО, денеска седиме на истата маса со Америка, со Германија, со Велика Британија, со Канада и така натаму. Покажаме дека можеме да ги отвориме и преговорите за членство во Европската Унија. Покажаме дека можеме да се посветиме на проблемите на граѓаните, да зголемуваме плати, да подобруваме животен стандард, да воведеме проект поврат на данок на додадена вредност, да воведеме државна социјална пензија. Покажаме дека можеме да ги консолидираме финансиски институциите. Покажаме дека можеме да градиме нови болници, нови детски градинки, нови спортски училишни сали, да градиме нови спортски терени. Покажаме дека можеме да донесеме одлука за зголемување на пензиите, да го консолидираме фондот пензиски. Покажаме дека можеме да направиме значајни чекори на унапредување на спортот, на културата и така натаму. Покажаме дека донесоме важни одлуки за земјоделците, за развојот на оваа гранка. Ја воведовме зелената нафта за поевтино производство. На основа на тоа се базира нашиот слоган за оваа кампања, а тоа е дека ако можеме сето ова да го направиме по 2,5 години, тогаш во еден чист мандат од 4 години, каде што ќе бидеме исклучиво насочени кон животните прашања на граѓаните. Значи веќе се затворени прашањата со НАТО и Европската Унија. Сега се посветуваме со чист мандат 4 години на развојот на државата, на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните, и затоа сметаме сега дека не само што можеме, туку можеме и уште повеќе и уште подобро во овие 4 години.
Каква е вашата оценка? Само да ги подсетиме нашите слушатели дека се на брановата должина на 104,2 и го следат интервјуто со носителот на листата Оливер Спасовски од изборната единица број 2 од Социјалдемократски сојуз на Македонија и коалицијата Можеме, воедно и премиер, односно председател на владата и секретар во Социјалдемократскиот сојуз. Господин Спасовски, каква е вашата оценка за водење на предизборната кампања? Дали е фер и демократска, како што со вашите политички противници и вие подпишавте кодекс на однесување за оваа политичка кампања, еве, еден ден пред завршувањето на кампањата? Прво е многу важно што ова изборна кампања или овој изборен процес помина без сериозни нарушувања на демократските процеси во изборите. Ние не паметиме изборен процес во кој што не се случиле некакви инциденти, конфронтации, физички напади и така натаму помеѓу политичките субјекти. Ние покажавме во овие 3 години дека тој демократски капацитет сме го зголемиле максимално и при организацијата на локалните избори 2017, и при референдумот 2018, и на председателските избори 2019. Секогаш беа спроведени на едно високо демократско ниво врз основа на европски стандарди и од година во година имаме намалување на било какви пропусти во делот на изборниот процес. И сега оваа кампања, еве денеска завршува, покажа дека навистина нема посериозни, поголеми нарушувања на изборниот процес. Се појавуваат ситни нарушувања, меѓутоа важно е институциите на системот да реагираат. Има повеќе случаи во кои што се утврдува некаков изборен подкуп. Тоа се случи во Кочани, каде што завчера се реагираше од страна на полицијата, се случи и во Свети Никола, и таму имаше реакција од страна на полицијата. Меѓутоа, важно е дека институциите функционираат, следат што се случува во изборниот процес, меѓутоа немаме поголеми конфронтации. И тоа е важно, да имате слободен, да имате демократски изборен процес, да им оставите на граѓаните сами да ја донесат одлуката. Дали е валкана од аспект на политичките партии, конкуренти и така натаму, да, имаш и такви валкани работи во оваа изборна кампања, сепак сметам дека свеста треба да јакне се уште кај политичките субјекти, кај учесниците во изборната кампања. Треба да разбереме сите дека само преку еден позитивен пристап, преку нудење на проекти, преку нудење на добра понуда за граѓаните, ние можеме да ги мотивираме повеќе да излезат на денот на изборите и да ја дадат поддршката за политичката опција која што ја застапуваме. Преку конфронтации, преку разни проблеми кои што се прават, преку само напади, никаква понуда, тоа е далеко од нешто дека ќе помогне во тој изборен процес. Јас, навистина, ја гледам и опозицијата, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Повторно и повторно се служат само со такви работи, без да имаат конкретна понуда до граѓаните. Мислам дека понудата е многу важна, да знаат граѓаните што ги очекува во наредниот 4-годишен мандат. Кажавте, господин Спасовски, дека го спомнавте изборниот подкуп. Вашите политички противници ве обвинија за изборен подкуп. Каков е вашиот коментар за тоа? Обвинувањата веројатно за тоа што го зборуваат секојдневно, дека доделувањето на платежните картички, домашни платежни картички, било наводен некаков изборен подкуп. Не знам навистина како да се одговори во овој момент на такви едни обвинувања, дали да се смееме заради тоа што изнесуваат такви ставови, и тоа мислам дека е повеќе жално да изнесувате ваква реторика, дека тоа има било каква поврзаност со изборните действија или со изборниот процес. Сакам да знаете и вие и сите граѓани на Куманово и на Македонија. Овие одлуки кои што ги носевме, меѓу кои одлуката да доделиме домашни платежни картички на граѓаните, се исклучено поврзани со здравствената криза. Таа здравствена криза
создава економска криза. Ако не се помогне сега кога е најтешко на граѓаните, кога да помогне? ВМРО ДПМН во целиот овој процес на здравствена криза имаше многу различни ставови, менувања на ставови секој ден, дури и смешни. Знаете, на почетокот на кризата Мицковски излезе и рече пред македонската јавност: нема никаква корона, ова замислуваат овие од власта, Заев тоа го прави се со цел да нема протести против СДСМ и против владата. За да после неколку дена излезе и каже: има корона, дајте сега да ги затвараме сите процеси во државата, да ги затвориме градовите, да ја затвориме државата, да се спасиме во овој дел. Хитно е потребна помош на економијата, ќе се затворат објекти. После неколку дена кога се одобрија финански средства, зошто се одобруваат такви финански средства во изборен подкуп? Ова само укажувам за да знаат вашите слушатели до кое ниво на абсурд се доведени овие ставови кои што ги има. Ја разбирам дека се тие опозиција, разбирам дека сакаат од се да направат политички поен. Меѓутоа, од здравствена криза, на грбот на здравието и на животот на граѓаните, да правите профит политички, тоа е недозволено. Така да, ние донесовме одлуки кои што помогнавме компании, помогнавме работници, исплативме по 140.000 минимални плати во април и во мај, тоа го продолживме и за јуни, дадовме 28 милиони евра на сите граѓани преку домашни платежни картички, се со цел да се помогне директно на економијата, да имаме зголемување на домашната потрошувачка, на тој начин што преку овие финански средства, кои што треба да ги потрошат граѓаните за еден месец, им помогнавме на невработените, помогнавме на на социјалните случаи, помогнавме на оние кои што се вработени а земаат плата до 15.000 денари, помогнавме на студентите, помогнавме на средношколците. До вчера се издадени вкупно 200.000 картички. До 18 јули треба да ги издадеме уште 140.000 картички, значи вкупно 340.000 картички. До вчера беа потрошени околу 11 милиони евра кои што се пуштени на граѓаните. И тоа треба. Граѓаните треба да ги потрошат тие пари да влезат во македонското стопанство, да се прави обрат на финански средства и да си помогнеме. Сега еве најавувам уште еднаш до сите граѓани. Не ги слушам што зборува опозицијата и какви небулози истакнуваат во односно тоа. Најавувам дека сите пензионери кои што земаат пензија до 15.000 денари ќе добијат картичка од 9.000 денари. Сите стечени работници кои што земаат надоместок ќе добијат картичка од 9.000 денари. Сите самохрани родители ќе добијат картичка од 9.000 денари и сите невработени кои што не се активни баратели на работа или се пријавуваат во бирото за вработување на 6 месеци, и тие ќе добијат по една картичка од 9.000 денари. Остануваме отворени и понатаму како влада да помагаме и на стопанството, да помагаме и на граѓаните, зависно од тоа колку ќе трае ова здравствена криза. Сега е моментот, значи не може ВМРО ДПМН постојано да критикува и да укажува дека ова не треба да се прави, кога сега е моментот да се помогне на граѓаните. Кога државата треба да помогне на граѓаните, ако не во моменти кога е тешко. Па државата се граѓаните, не е ништо друго. Државата не е некоја абстрактна творба. Државата ја сочинуваме сите ние, државата ја финансираме сите ние преку даноци, преку давачки, и затоа сега кога е многу тешко, кога имаме ваква здравствена, кога имаме ваква економска криза, државата треба да помогне на сите. Кога сме кај вашите политички противници, носителот на листата од изборната единица број 2 Мисајловски имаше една изјава дека во Кучевишта, Бара и Бел Камен ќе изградиме целосна подземна инфраструктура и нов асфалт. Вие велите дека тоа се ваши проекти, веќе започнати, а ги најавуваат од политичката партија на ВМРО ДПМН. Видете, јас кога зборуваме за истите луѓе кои што му слугуваат на режимот, значи нема никаква промена од тоа што се случувало во ВМРО до 2017 година и денеска. Значи, Груевски сега е обновен во Мицковски.
Владо Мисајловски е истиот министар за транспорт и врски кој што беше слуга на режимот на Никола Груевски. Антонио Милошовски кој што е на листата е истиот тој Антонио Милошовски кој што слугуваше на режимот. Александар Николовски кој што е носител на листа е истиот тој кој што слугуваше на режимот. Дафина Стојановска, која што е носител во шеската, е исто така слуга на режимот кој што слугува во собранието, цело време ги поддржуваше сите тие проекти за Скопје 2014, за панорамски тркала, за се што се градеше со нивните гласови. Дурловски е истиот оној кој што изврши упад во собранието за да има убиство, па беше амнестиран. Силјановска Гордана е истата таа која што и во тоа време го поддржуваше режимот, го поддржува и сега. Значи, таму нема ништо ново. И не е ништо ново сменето. И јас навистина, ова ми е смешно во изборна кампања да дојде Владо Мисајловски во Куманово или во било која од општините да нуди дека нешто може да направи, да реализира некаков проект, а да нема 11 години во времето на режимот реализирано проект. Да немаат нешто направено или тој како министр. Замислете, доаѓа пред базенот затворен во Куманово, снима изјава во изборна кампања и кажува: овие од СДСМ не изградија ништо во Куманово, а стои до базен кој што го изгради таа власт на Социјалдемократскиот сојуз. Куманово 11 години, кога ВМРО ДПМН и режимот беше на власт, не доби еден денар, не реализира еден проект за граѓаните на Куманово. Меѓутоа, да ви кажам нешто друго. Истиот тој Владо Мисајловски, кој што беше министер за транспорт и врски, кој што имаше можности да гради канализации, да гради водоводни мрежи, да гради патишта. Тој нема изградено во негова општина кај што живее во Ѓорче Петров. Ние овие 2,5 години градиме канализација во Волково, во Ново село, во Кисела Јабука, градиме нова градинка исто така во Ѓорче Петров, реконструираме училишта, градиме водовод во Ниткиштени. Значи во неговата општина. Јас не зборувам за Куманово. Еве, Куманово не го сакаат, ВМРО ДПМН не му даваа приоритет, не граде. Ама Ѓорче Петров беше општина од која да потекнуваат Груевски, Трајко Велјановски, Владо Мисајловски и уште неколку други луѓе. Ако тие таму не изградиле, што ќе градат на друго место? Па Кучевишка бара и Бел Камен, тоа се две населени места во општина Бутел. Општина Бутел беше под власт на ВМРО ДПМН од формирањето на независна Македонија, односно од формирањето на локалната самоуправа 96 година, па се до 2017 година. Од 96 година до 2017 година да имате власт како ВМРО ДПМН во општина Бутел, да имате власт на централно ниво 11 години во времето на режимот. И во таа Кучевишка бара, кај што живеат, само да напоменам, и многу кумановци, да нема канализација, да нема пат, да нема вода, да нема ништо. Или во Белкам. И затоа сега ние направивме детален план во однос на завршување на сите овие инфраструктурни проекти. Непосредно сега, пред некое време, таму се асфалтира прв пат после 30 години улици на тие граѓани од Кучевишка бара. А веќе во техна поставка за распишување на тендер е градба на канализациите за тие Кучевишка бара и за Белкам. Ова го кажувам да знаат слушателите на Куманово и Кумановско до кое ниво се доведени да лажат и да шират дезинформации во овој период. Ако сакале да прават и ако знаеле да прават, ќе правеа додека беа власт. Сега се тотално конфузни, манипулираат, ги лажат граѓаните, а сите знаеме. Еве, Куманово е сведок. Сите граѓани на Куманово знаат кој е еден проект кој што го дал ВМРО. Нема, нула проекти за Куманово. И сега истите тие луѓе ќе дојдат и ќе кажат да, ние ќе градиме. Ја разбирам да имаме нови луѓе во ВМРО ДПМН. Океј, имаме нови луѓе, имале нова визија, нова перспектива и ајде ќе градиме. Ние во овие 3 години, додека се справуваме со најтешките прашања во државата, ВМРО ДПМН не даде поддршка никогаш за напредок на државата.
И таму, и во Куманово, тоа се истите луѓе кои што му слугуваа на режимот и кои што сега укажуваат дека нешто наводно би направили. Така да, нити ќе прават, нити може да прават, тие мора да заминат во опозиција уште 4 години, да се обноват, да се реформираат и како модерна партија која ќе разбере дека оваа држава мора да биде напредна, да оди во интеграција со НАТО, со Европската Унија, држава која што ќе дава перспективи на граѓаните, тогаш нека дојдат и нека кажат да, реформирани сме сега и бараме подршка од граѓаните. Почитувани слушатели, ја следите програмата на Радио Бум, а денеска на последниот предизборен ден, односно на предизборната кампања за предвремени парламентарни избори 2020, гостим во студиото на Радио Бум ни е носителот на листата од изборната единица број 2 од Социјалдемократски сојуз и коалицијата Можеме, Оливер Спасовски. Господин Спасовски, вие сте во извршната власт, потекнувате и живеете во Куманово. Што ќе биде приоритетно за Куманово да се направи ако дојдете на власт, а на што ќе се фокусирате за државата? Да, ја себе имав можност, имав шанса, која што ми ја дадова пред се граѓаните на Куманово, да бидам во овој мандат и подпредседател на влада, и министр за внатрешни работи, и еве сега да бидам председател на влада. Бев прв министр воопшто од Куманово од независноста до денеска како кумановец, и еве сега ја имав честа и одговорноста да бидам и прв председател на влада кој што доаѓа од Куманово. Куманово имало председател на собрание во времето на поранешниот систем во Социјалистичка република Македонија, тоа бил Станко Младеновски, нашиот кумановец. Куманово имало и председател на држава, тоа бил Јездимир Богдански. И тоа немало председател на влада, јас имав таа чест и одговорност да бидам председател на влада и тоа да не го напуштам моето Куманово никогаш. Јас и во времето додека бев пратеник, и во времето додека бев во извршната власт и председател на влада, не го напуштив Куманово. Секој ден одам на работа и се враќам и живеам заедно со моето семејство овде, заради тоа што за мене нема поубаво место од Куманово и немаме поубави можности за живот од Куманово и нема поведар дух на луѓе од Куманово, заради тоа што Куманово навистина е една посебна приказна. Куманово е град кој што е бунтовен, град кој што не се покорува, град кој што не подклекнува, град кој што знае да создава, и затоа Куманово беше и предводник на антифашистичката борба. Куманово беше предводник и во создавањето на независна и суверена република Македонија 1991 година. Куманово беше предводник и на борбата против режимот од 2006 па се до рушење на режимот во 2017 година, и тоа е тој порив кој што е кај мене да направиме се што можеме да помогнеме во Куманово. Вие знаете дека за овие 2,5-3 години додека сме власт, мој приоритет беше да излобирам што е можно повеќе проекти да изградиме во Куманово и да ги подобриме условите за живот и да покажеме на граѓаните на Куманово дека знаеме, можеме, умееме тоа да го направиме. Јас сум горд што реализираме многу проекти во овие 2,5 години. И тоа важни проекти за градот. Ќе напоменам, сите регионални патишта околу Куманово кои што не биле обновени по 50 години, скоро се завршени, односно имаме само во градба еден пат. Ќе напоменам, Куманово Свети Николај, повеќе од 40 години сега се реконструира. Куманово Никуштак, целосно реконструиран, тука ги офаќаме, нели, селата кои што се Черкезе, Љубодрак, Ново село, Уминдол, па се до Никуштак. Куманово Опај, целосно направен, реконструиран. Куманово Слупчане, патот реконструиран. Слупчане, Белановце, нов пат изграден, асфалтен, кој што досега не постоеше. Во Белановце отворивме нов граничен премин. Јас потпишав документи да отворим уште еден граничен премин Миратовце, Лојане. Секој граничен премин создава нови можности за овој регион. Целосно го реконструиравме патниот правец Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, Пелинце, граничен премин до Прохоропчински, кој што повеќе од 50 години
не беше реконструиран. Целосно го завршивме патниот правец од Ранковце до Крива Паланка. Сега во моментот се гради село Војник до село Ранковце и за кратко ќе започне од автопат спрема Табановце до село Војник да се заврши и тој патен правец, со што целосно ќе го имаме реконструирано патот од Куманово па до Крива Паланка. Паралелно со тоа, таму се гради и нов експресен пат, кој што започнува од Страцин до Крива Паланка и до Девебајр. Тоа е паралелен пат кој што го градиме, експресен, се со цел побрзо да се поврземе со Бугарија, и тоа е една целина која што е многу значајна за сите нас. Во градот изградивме 3 училишни спортски сали за овие 2,5 години. Во економското училиште изградивме спортска сала, во Черкезе во основното училиште Ероним Дарада. Сега при крај градба на спортската сала во средното техничко училиште Наце Буѓони, кој што обстојува 60 години, а нема спортска сала. Во тек на градба е целосно фекалната канализација во село Тромеѓа. Направивме фекална канализација во Речица, во Горно Којнаре. Целосно со финансиски средства од владата преку Агенцијата за поддршка на земјоделието го направивме патниот правец од село Билјановце до село Доброшане. Исто така со пари од владата се обновува излетничкото место Студена вода преку Агенцијата за поддршка во земјоделието. Доделивме на општина Куманово 20 милиони денари за градба на индустријската зона во Речица. Значи, во моментот ќе започне промената на сите водомери во Куманово, исто така преку пари од Министерството за транспорт и врски. Околу 1.600.000 евра доделивме финански средства на општина Куманово од буџетот на државата преку Светска банка за градба на локални улици и патишта низ градот, и тука веќе еден голем дел од патишта во општината ќе се завршат. И ова е само еден дел од тоа што сме го завршиле во изминатите 2,5 години. Меѓутоа, доволен дел да покаже дека тоа што го ветуваме, тоа за кое што земаме обврска и го реализираме. Јас сакам да кажам неколку проекти кои што се значајни за Куманово и за кои што ќе се заложам лично јас да ги реализираме во наредниот период. Прво, веќе е започната постапката околу реконструкција на нашата Соколана. Тоа е гордост на кумановци, тоа е објект кој што е символ за спортот и за развојот на спортот, кој што дала многу спортисти во изминатиот период. Значи, врз основа на проектот кој што го има направено општина Куманово, ние преку Агенција за млади и спорт доделивме финансиски средства уште ова година со буџетот. Трае постапката за изведувач кој што ќе ги прави овие градежни работи, значи целосна реконструкција на Соколана и целосна реконструкција на спортските терени што се во составот на Соколана. Вториот значаен проект кој што е, тоа е спортската сала. Знаете дека после 20 години сега ги вративме спортските објекти на општина Куманово, и спортската сала, и градскиот стадион, и Соколана. Сега се дадени на општина Куманово, оваа влада донесе одлука, и на тој начин сакаме да преку буџетски средства целосно ја реконструираме спортската сала, и таа треба да оди како повеќе годишна набавка, бидејќи повеќе од 3 милиони евра ќе кошта тој проект. Целосно сакам да го изфинансираме реконструирањето на спомен костурницата во Куманово. Зошто? Затоа што тоа е еден објект. Тоа е еден споменик кој што е од исклучителна важност не само за нас кумановци, туку и за целата држава. Таму се спојуваат историјата, минатото и иднината. Затоа што тоа е символ на една борба за слободно Куманово, борба против фашизмот, борба за создавање на македонската држава, меѓутоа и надеж како треба да се бориме за својот град, за својот народ, како треба да се бориме за својата држава. Секако дека таа е изградена пред многу години, преку финансиски средства од владата ќе обезбедиме за да ја реконструираме целосно, да ги подобриме условите кои што се таму, да биде едно добро
спомен обележи, излетничко место кое што може да го искористат граѓаните на Куманово за уживање. Исто така, еден од следните проекти кои што наредната година веќе ќе ги завршиме, а тоа е целосна реконструкција на објектот во Христијан Тодоровски Карпош касарната и преместување на гимназијата Сами Фрашери од поранешната зграда на ЗИК во објектот на поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош. Тоа го завршиме заедно со министерот за образование. Таму имаше некаков проблем од аспект на тоа што еден дел на тоа место припаѓаше на Министерство за внатрешни работи. Ја решивме таа пречка и тоа се крупните проекти кои што сакам да ги реализираме во наредниот период и за тоа ќе се заложам. Секако дека ќе останеме посветени за градба на фекални канализации и за водоводни мрежи, таму каде што имаме потреба и таму каде што тоа е потребно. Разговаравме да завршиме фекални канализации во Лопате, да завршиме фекална канализација во населба Карпош, во посебниот дел или место викано Ливади во Карпош, кај што немаат фекална канализација, да ја реконструираме индустријска улица како регионален пат, да реконструираме следен регионален пат од Долно Којнаре, Горно Којнаре, Табановце, кај што ќе го користат жителите, знаеме дека тоа е оштетен па се до Сопот, и ќе ни остане да се реконструира стариот Паланички пат или од клучката што врти према споменик Зебарник па оди до Младо Нагоричане и до Војник. Тоа се приоритети кои што лично јас, кандидатите за пратеници, идните пратеници во македонскиот парламент ќе се залагаме да продолжиме да градиме во Куманово. Денеска во Куманово на пресконференција ги повикавте граѓаните да излезат на гласање дека е безбедно за гласање. Каква е вашата порака до граѓаните, господине Спасовски, нели денеска кога завршува и предизборната кампања? Ова ќе биде и прашање за крај на интервјуто. Повелете. Значи, ја ги повикувам сите кумановки и сите кумановци. Сите македонци, албанци, срби, роми, власи, бошњаци, турци и секој еден граѓанин кој што живее во Куманово да излезе на изборите, заради тоа што на овие избори се носи важна одлука. Се носи важна одлука дали ќе продолжи нашата држава, Северна Македонија, да се движи напред, да ги остварува перспективите под членството во НАТО и Европската Унија, дали ќе продолжиме да отвараме работни места, да помагаме на домашниот бизнис, да градиме фабрики, да градиме инфраструктура и да ги подобруваме условите за живот, да зголемуваме плати, да зголемуваме пензии, успешно да се справуваме со оваа здравствена и економска криза и да избереме сигурност и напредок за државата, или ќе се вратиме назад во опасност, во режим, во мрак, во се она што ни се случуваше во изминатиот период, во кој што не става и во гасни комори Груевски ВМРО ДПМН, не влечеа за уши, не подценува, не прислушува и така натаму. Затоа е многу важно сите граѓани на Куманово и на нашата Македонија да излезат масовно на изборите. Изборите се спроведуваат со безбедносни протоколи кои што немаат никаков ризик по здравјето на граѓаните. Јас уште еднаш ќе апелирам сите граѓани да си носиме заштитна опрема, да правиме дезинфекција, да одржуваме лична хигиена на просторот во кој што живееме и работиме. И само на таков начин сите заедно допринесуваме да не се шири оваа болест. Не е ништо пострашно да се оди да се гласа, отколку да одите во маркет, да одите во пошта, да одите во банка, и затоа е важно секој граѓанин да излезе и да гласа на овие избори. Работата за денот на изборите не е завршена. Ова го кажувам заради тоа што многу од граѓаните сметаат дека завршена е работата, се знае дека може и без мојот глас и така натаму. Значи, во овие избори секој еден глас е многу важен. Секој останување дома и не излегување на избори е глас за режимот и враќање на Груевски на власт. Затоа е важно да излеземе на изборите,
важно е да продолжиме заедно напред сите и затоа уште еднаш сите мои драги кумановки и кумановци, дали се тоа млади, дали се повозрасни, оние кои што ја даваат поддршката, довербата, оние кои што гледа дека се трудиме и успешно работиме за доброто на граѓаните на државата, масовно да излезат на изборите. Јас ја барам поддршката од моето куманово за уште еден 4 годишен мандат, за да ги реализираме сите овие прашања кои што ги кажа ви претходно и за кои што се борам за да може да бидат остварени, да излеземе во среда на 15-ти, да го заокружиме бројот 3 на гласачкото ливче за коалицијата Можеме, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Господине Спасовски, ќе ви се заблагодарам за вашето учество во денешната емисија на Бум Радио. Ќе ви посакам најпрви многу здравие, среќа, мирни и демократски и фер избори и нека победи подобриот. Благодарам и јас очекувам дека граѓаните ќе ја донесат одлуката, бидејќи кога беше тешко, кога требаше да се носат тешки одлуки, ние бевме тука и ги носеме и во владата и во парламентот. Сега е ред граѓаните да донесат одлука. На вас ви се заблагодарувам за поканата и токму денеска, кога е 6-тиот роден ден на Радио Бум, да ви посакам уште многу јубилеи и уште долго да обстојувате на медиумскиот простор во Куманово. Ви благодарам од срце. Почитувани слушатели, можете да го проследите интервјуто со носителот на листата од изборната единица број 2 од Социјалдемократски сојуз на Македонија и коалицијата Можеме, Оливер Спасовски. Ви се заблагодаруваме што бевте заедно со нас. Останете со попладневната програма на Бум Радио.